време, или не знам ја. Луѓето не се фатени во тоа врзано коло на конзумерство. Не сите, но постои публика, процентуално веројатно може да се израчуна, бидејќи тоа се сведува веќе на екзактна наука. Не знам, гледав еден документарец кој што вели за Макдоналдс, дека просечно американско дете во текот на една година ќе види најмалку 1000 пати реклама за Макдоналдс, а со својот родител ќе јаде 500 пати. И веројатно вкусот ќе му го дефинира посилно она што ќе го доживее, ќе го види како реклама и најмалку 1000 пати, а помалку време, односно помалку број јадења ќе има со својот родител и тој ќе има помало влијание. Значи се рачунаат тие влијанија и ми се чини дека обилно се злоупотребуваат. Ако сега да ја земеме некој од овие познатите, тоа веќе се профанизира, тоа веќе станува гадно, колку се користи за личен профит, за разлика од нашиот лик, кој што во филмот, апсолутно, ако не го гледавме филмот, немаше да знаеме. Тој веројатно и сега не е многу познат е само на тие што ќе го гледаат филмот, но тој прави нешто што е надвор од ова што денеска е вообичаена практика и мислам дека славните од хероите, ако се сложиме дека се херои ваквите ликови, во многу се различни. Но они сакаат да бидат херои. Но ми се чини дека е многу тешко, бидејќи маглата се растерува многу брзо и не може да остане како траг во историјата. Реков пред малку понајав, сакам за тоа малце да разговараме потребата на толпата од херои, на народот од херои. Бертолт Брехт има речено дека несреќен е оној народ кој има потреба од херои. Можем ли да се согласиме со такво нешто? Или да ја спротивставиме на вистина потребата од некој со кој ќе се идентификуваме, на кој ќе се повикаме, кој ќе ни значи некаков пример, кој ќе не поттикне во нешто? Па не, мислам дека секогаш постои потреба од херои. Баш мислам дека ново време птен бара модели и дека меѓу другото и медиумите баш лутаат барајки нова матрица некако. Мислам дека никој не е, како да кажам, толкаво ѓубре, мислам, барем не оние што од малкуцка мислат. Океј, да имаш многу пари, ама добро е и малку да мислиш. Значи, мислам дека сите ние бараме некакви модели за постабилно општество и, што знам, поблагородно, кое ќе биде поинклузивно и во кој повеќе луѓе ќе имаат пари. Не гледам зашто повеќето луѓе не ги посакувале. Но, веројатно, до моделите тешко доаѓаме. Така што, од таа страна, мислам дека е добро да гледаме и позитивно на мас медиумите. Меѓу другото, Брехт исто гледал и од театарот исто направил, и не само од театарот, он имал влијание и во радио и свето. Направил многу по-современ медиум со многу по-големо влијание. Мислам, такво некој позитивно влијание. Тој јадорно се бавил со тоа, со еманципаторската улога на медиумите. Знаете мене што ми е фасцинантно? Баш гледав пред некој ден ова на Тарик, новиот квиз. И гледам еден обичен човек, мислам, за 15-20 минути, така величествено се воздигнува во херој, најобичен онака наочари, неугледен, глуп провинцијалец, мислам, глуп во смисла неугледен, не привлекува инаку далеку од глуп. За само 15-20 минути он станува и тоа е реален херој. Мислам, тоа не е ништо измиксано, не е направено. Може би со мала вештина на камерманите и на режисерот. Тоа да, значи медиумот толку бара, но едноставно контекстот во кој е ставен, ете, никогаш не би очекувале дека од некој глуп, ка кажам пак, квиз кој е направен исклучиво, сите мислиме да врти пари и да ги хипнотизира луѓето на каучи, дека ке добиеш хероја, добиваш херој. Тоа е, значи, да речеме, еманципаторската улога. Океј, точно е дека е тоа суров квиз и на сите им ги цица парите, но од друга страна ти кажува дека ти од состојаниот живот и можеш да направиш и нешто друго и малку поместен во друг контекст, дека ќе бидеш поинако. За да внесам уште еден момент во ова потребата на народот од херои, сакам да го спомнам, иако размислував дали да го употребам, бидејќи многу го употребуваат тоа, смртта на Тоше Проевски. За Македонија беше еден катарзичен момент. Да. И низ медиумите, и низ реакциите што следуваа по трагичната смрт и сето тоа, се почувствува таа катарзичност која ја доживеа македонскиот народ, иако низ еден трагичен настан се разбира, но тоа пак говореше за потребата да имаме еден лик на кој така ќе се угледаме, ќе му веруваме, ќе го храбриме, ќе не охрабрува и така натаму. Јас мислам дека да, навистина кај Тоше има дури некоја димензија на спиритуалност. Ја мислам дека не е објаснив тој феномен само, не знам, социолошки или бла бла, туку мора да има духовна некоја компонента во објаснувањето, инаку не може да